Голем број пријатели на Порака наша го посетија новогодишниот продажен штанд во трговскиот центар Сума и придонесоа за успешната реализација на базарот. Новогодишните украси, изработени од корисниците на Порака наша, се продаваа по символична цена, а сите нивни производи се достапни за нарачка со дизајн по желба на купувачите. Продажниот базар се реализираше во соработка со волонтери од здравствената струка во средното училиште Наце Буѓони. Ние сме ученички од училиштето Наце Буѓони и денеска сме тука со корисниците од Порака наша на еден новогодишен базар со цел да им помогнеме на нашите корисници за да се продадат нивните изработки. Вчера имаше доста интерес, мислиме дека и денеска ќе е исто. Базарот трае до 16 часот. Се надеваме дека секи се продаде. Во името на училиштето Наце Буѓони и Порака наша ви честитаме среќни новогодишни и божични празници. Милорад Трајковски, Армен Тафузи и Сашо Бошковски се прогласени за најдобри припадници на полицијата и пожарната во 2025 година. Признанието најдобар представник од безбедносните сили му припадна на полицискиот службеник од полициската станица за безбедност на патен сообраќај Трајковски. Признанието за најдобар поединец во одделението за криминалистичка полиција му беше доделено на вишиот инспектор Афузи, а за најдобар припадник на територијалната противпожарна единица Куманово е прогласен пожарникарот спасител Бошковски. По тој повод беше организиран прием во општина Куманово. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на Советот на општина Куманово за ова денешно признание кое сигурно ќе значи мотив и во иднина во континуитет да ги извршувам работните задачи како и до сега, а секако и да се надоградувам во професијата. Сакам да се заблагодарам и на раководниот кадар во СВР Куманово што е препознаа мојата напорна работа, која ми дава мотив и понатаму да продолжам да работам и да се усовршувам. Значи, поддршката покрај вработените од Министерството за внатрешни работи доаѓа секако и од јавното обвинителство со нивните насоки, доаѓа од судот, секогаш се отворени за секаков вид комуникација и за помош нормално. На возачите би сакал да апелирам да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено брзината на движење, да се воздржат од употреба на алкохол и од други действија кои се непрописни во сообраќајот. Работен сум во Министерство за внатрешни работи од 2004 година. Сега имам функција како виши инспектор во криминалистичка полиција, оддел на општ криминалитет. Ние се трудиме, например, за градот да биде посмирено, да нема проблеми, да нема кривични дела пријавени. Се трудиме да ги расчистиме, да нема, да биде побезбеден градот. Сам изразам голема благодарност до колегите, посебно од второ моје одделение, како и до останатите колеги кои што ја поддржаа иницијативата на моето одделение да станам пожарникар на 2025 година. Инаку покрај толку многу професионалци кои се наоѓаат во противпожарната единица, чест и огромно задоволство да се бидне еден од подобрите, а успехот не е само мој, успехот е тимски и на моето одделение и на целата противпожарна единица. Да се биде пожарникар е многу добро, бидејќи ние работиме хумана работа и секогаш го ризикуваме својот живот. Без разлика дали се тоа поплави, дали се сообраќајки, дали се пожари, животот го ставаме на ризик. И не жалиме за тоа. Во општина Куманово се одржа конститутивна седница на Советот за развој на Североисточниот плански регион. На седницата се верифицираа мандатите на членовите на советодавното тело, беа усвоени предлог одлуки за отпочнување на процесите за избор на представник од бизнис заедницата, за распишување на јавен повик и разгледување и усвојување на финансиски акционен план за работа на Центарот за развој на Североисточниот плански регион за следната година. За председател на Советот за развој на Североисточниот плански регион е избран градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски со мандатен период од 1 година според Законот за регионален развој. На првата конститутивна седница на меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Североисточниот плански регион исто така беа верифицирани мандатите на членовите и беше избран председавач на меѓуопштинскиот одбор на Североисточниот плански регион.
Традиционално по 26 пат во пресрет на Бадник, членовите на Сдруженијето Коледари од Куманово викендов набраа бадникови гранчиња во атарот на селото Пчиња, пошто беа осветени во црквата Свети Спас. Коледарите ги повикаа сите граѓани на Куманово на одбележувањето на Бадник на 6 јануари. Чествувањето ќе започне во 11 часот кај соборниот храм Свети Никола, а централната прослава ќе биде напладне пред Центарот за култура Трајко Прокопиев. Во Куманово викендов се одржа пријателскиот карате надпревар Ронин Опен 2025 во организација на карате клубот Ронин Доджо од Куманово. Настанот собра околу 200 надпреварувачи од сите возрастни категории од 10 карате клубови од Македонија и Србија. Надпреварот беше организиран во чест на два значајни јубилеи: 50 години карате во Куманово и 20 години од основањето на карате клубот Ронин Доджо. По тој повод беа доделени плакети и признанија на повеќе заслужни карате мајстори и тренери кои во изминатите 5 децении оствариле врвни резултати и дале значаен придонес за развој на карате спортот. Пливачите на пливачкиот клуб Атлета од Куманово остварија забележителни резултати на меѓународниот пливачки митинг Атлас Винтер Куп 2025 на кој настапија бројни реномирани клубови од земјата и од странство. Во силна конкуренција Флорион Рамадани се истакна со освојување на прво место на дисциплината 100 метри градно, како и трето место на 50 метри градно, со што уште еднаш го потврди својот квалитет и спортски напредок. Покрај него на митингот настапија и Данило Драшковиќ, Христина Ристевска и Лана Богдановиќ, кои со своите настапи остварија солидни резултати и забележаа подобрување на личните рекорди во повеќе дисциплини. Од клубот истакнуваа дека овој настап представува уште една потврда за континуираната и стручна работа со младите пливачи. Празничниот период секогаш е време за сонување големи соништа, кои потенцијално може да се остварат со учество во игрите на среќа на државна лотарија. Кои новогодишни желби би си ги исполниле доколку добиете поголема добивка на лото? Реално тешко прашање, пошто многу желби. Реално би ги свртал парите на кај бизнисот повеќе. Секој влог утре може да биде уште поголеми милиони и така да. Па не знам, не сум ништо планирал, ама може би отишол некаде на зимување. Да се одморам од сета работа. Тоа би било најдобро за мене, најубаво задоволство. Кои новогодишни желби би си ги исполниле доколку добиете голема добивка на лото? И кад би ги добијате тие сви пари би отишел во странство да се живее ќе остави Куманово, ќе се живее таму со сколку пари, зависи колку пари. Па ја како пензионер би ги поклонил на внуците. Путу иностранство, знае се тоа. Путу иностранство, било која дестинација. Уплатете навреме Лото 7. Доверете ги желбите на вашите среќни броеви за символична сума од само 30 денари по комбинација и уживајте во празничниот дух исполнет со надеж. За богати празници со државна лотарија, учествувајте одговорно во игрите на среќа кои не се наменети за лица под 18 години. Во Министерството за внатрешни работи денеска беше отворено ново стрелиште кое што ќе осигура сите форензички испитувања на балистички докази поврзани со мало и лесно оружје да се спроведуваат во безбедна и сигурна средина во согласно со меѓународните стандарди. Стрелиштето ќе овозможи обука и ќе влијае на довербата кај граѓаните, соопштија од Министерството за внатрешни работи.